Британската премиерка Тереза Меј соопшти дека ќе формира влада заедно со Демократската унионистичка партија од Северна Ирска, откако по резултатите од превремените избори стана јасно дека конзервативците немаат доволно мнозинство во парламентот за самите да владеат. Партијата на Меј освои 318 места во законодавниот дом, а заедно со 10 пратеници на унионистите имаат само 2 пратеника повеќе од потребните 326. Сега ќе формирам влада, која може да донесе сигурност и ќе ја води Британија напред во овој критичен период за нашата земја. Оваа влада ќе ја води државата низ критичните преговори за Брекзит, кои почнуваат за 10 дена и ќе ја оствари волјата на британскиот народ, со тоа што ќе го однесе Обединетото кралство надвор од Европската унија. Ќе работиме на зачувување на безбедноста на државата. Меј инсистираше да бидат распишани овие предвремени избори со цел да добија постабилно мнозинство, но наместо тоа доби помала поддршка од граѓаните и сега има 13 пратеници помалку. На нивна сметка, значително подобар резултат забележаа лабористите на Джереми Корбин. Неговата партија освои 261 пратеничко место, 29 повеќе отколку што има во претходните избори. Политиката не се враќа во старите рамки. Народот кажа дека му е доста од политиките на штедење, доста од кратењето на јавните трошоци, недоволното финансирање на здравствените услуги, недоволното финансирање на училиштата и образованието и недостатокот на шанса која младите ја заслужуваат во општеството. Трето место по бројот на гласови освои Шкотската национална партија со 35 народни представници, што е намалување за 21 пратеник во однос на претходниот состав. Потоа следуваат либерал-демократите, унионистите од Северна Ирска и останатите со помал број на пратеници, а единствениот представник го изгуби десничарската антиевропска партија за независност на Обединетото кралство.